Факт е дека за следниве прашања вие не сте вистинската адреса, ама се чудам зошто владата тоа не го објави. Замислете, фирма една во која што Ивона Талевска си била доминантен собственик, вие тоа не го кажувате. Не сте можеле да знаете за 6 месеци што ќе се случи со фирмата. Ама вие врз база на документација достапна од Централниот регистар сте можеле да знаете и сте знаеле дека претходен собственик, тоа еве го во Централниот регистар и тоа стои, е мнозински собственик. Дали некој во државата ќе ни каже која е таа фирма, која во еден момент ќе добие милионски тендер и утре ќе даде на некој друг да стане наеднаш доминантен, ќе му поклони пола фирма. Бидејќи сте министер во владата, бидејќи по таа влада е управата за јавни приходи, очекувам во следните денови да излезете и да кажете за колку пари Ивона Талевска ја продала прво фирмата, а потоа за колку пари се вратила назад во фирмата нејзината мајка. И ова се многу едноставни прашања кои доколку би имале ние транспарентни институции ќе излезеа на површина само при истрага од страна на медиумите. Меѓутоа, за жал, до денеска зид за се друго ќе се зборува, освен за исчезнатата омилена уредничка на премиерот, не. Интересно е прашањето дека денеска, откако на Сител или на некој од другите провладини медиуми не излегува ни збор за скандалот, знаете како одат рекламите владини на Сител? Една по една. Како и предходно, ама малку зајакнато. Единствено што стои помеѓу две реклами на владата, за еден, за втор, за 10 проект, е реклама на ВМРО ДПМН против СДСМ. Баш ме интересира како човек од високото раководство, колку пари ВМРО ДПМН месечно му плаќа на Сител за кампањи против опозицијата. Или сте го преплатиле со аванс. Ке платите на Ивона, ке платите на друг, ке платите на газдата милиони евра и потоа бесплатно ќе си добивате време насочено против опозицијата. Ако е се чисто, денеска сакам да чујам колку пари ВМРО ДПМН плаќа месечно за кампањите кои што си ги реализира преку телевизијата каде што е регистрирана оваа фирма. Матно е многу. Факт е дека оваа власт, или можеби премиерот, почна една навика. Се за мојата мајка. Се скриено зад мојата мајка. Па Ивона Талевска, бидејќи се победници, како вели на Винер, на Фейсбук, очигледно дека го научила истиот трик. И денеска зборуваме за нејзината мајка, која воопшто не се ни појави да каже нешто за дигиталните рентген снимки. Па да ни објасни како тоа ќе обезбеди квалитетна опрема, па да обезбеди други детали, да обезбеди, не знам што треба, сервис, редовно и квалитетно снабдување.